Регулаторната комисија за енергетика не е независно и самостојно тело, туку дека е силно партизирано со членови кои имале високи политички функции во владеачката ВМРО ДПМН. На оваа партизација и политичка зависност на Регулаторната комисија за енергетика на владата постојано и укажува и Европската комисија во извештаите за напредокот на Република Македонија. Но тоа очигледно не допира до неа и таа досега не се обиде да направи никакви законски измени во тој дел или да ги разлежи членовите со јасна политичка припадност. Со ваквата јасна политичка припадност на председателот и дел од членовите на Регулаторната комисија за енергетика, која е забранета со законот, станува јасно дека и одлуките кои што ги носи Регулаторната комисија за енергетика се политички мотивирани, нелегитимни и спротивни на законот. Ова, впрочем, го констатираше и самиот Хелсиншки комитет за човекови права, кој јасно укажа дека 11 од вкупно 15 прописи кои членовите на Регулаторната комисија ги донеле во месец јули се донесени врз основа на погрешни или непрецизно утврдени членови од Законот за енергетика. Исто така Хелсиншкиот комитет укажува дека ваквото непочитување или игнорирање на законските одредби ја доведува во прашање важноста на овие прописи во правниот систем, бидејќи се работи за суштински, а не формални грешки во носењето на одлуките и прописите. Врз база на овие спротивни на закон прописи, денес македонските граѓани и стопанство плаќаат висока цена на бензините, струјата и парното. И повторно молк. Нема јасен демант на укажувањата на Хелсиншкиот комитет, нема одговорност за незаконските прописи на Регулаторната комисија за енергетика. Владата не реагира и не покренува постапка за разрешување на председателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика. Се поставува прашањето: зошто владата останува глува на укажувањата и препораките на Европската комисија и Хелсиншкиот комитет? Зошто владата ги игнорира граѓаните и Сдруженијето Аман, кои подлог временски период штрајкуваат во повеќе градови во Република Македонија, барајќи разрешување на председателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика и поништување на незините одлуки за покачување на цените на енергенсите? Почитувани колеги, не може да се најде друго логично објаснување освен дека владата се согласува со ваквата политика на Регулаторната комисија за енергетика, затоа што со секое покачување на цените на струјата, бензините и парното се зголемуваат и приходите во буџетот по основ на данокот на додадена вредност, а се зголемуваат и приходите на државните компании ЕЛЕМ и МЕПСО. Почитувани пратеници, како што претходно кажав, интерпелацијата на председателот на Регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров треба да биде прифатена, затоа што одлуките на оваа комисија, носени под водство на господинот Димитар Петров, се одлуки кои ги штитат монополите во областа на енергетиката, а се против животниот стандард на граѓаните и конкурентноста на стопанството. Би сакал со неколку примери да ја потврдам оваа наша констатација. Останува нејасно врз основа на кои критериуми Регулаторната комисија за енергетика во последните 3 години, додека е под водство на господинот Димитар Петров, ги одобрува сите барања за покачување на цената на струјата од страна на државните енергетски компании ЕЛЕМ и МЕПСО. Сведоци сме дека не само во последниве 3 години, туку и претходно во последниве 7 години, иако цената на електричната енергија на барање на државната ЕЛЕМ пораснала за 82%, во Република Македонија не е започната ниту една инвестиција за изградба на нови енергетски проекти. Единствениот енергетски проект кој што е пуштен во употреба во изминативе 7 години е хидроцентралата Света Петка, која е започната во времето на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.